Недоследноста на законот за влада во однос на формирање на техничкиот кабинет со уставот, во однос на тоа кој треба да добие мандат за состав на влада, создаде забуна дали најавата на Дуј дека ќе го номинира Талат Џафери за премиер е законска. Законот за влада предвидува премиерот да го предложи партијата со најмногу пратеници, во случајов СДСМ, а не Дуј. 100 дена пред одржувањето на избори за пратениците, а по претходна оставка на председателот на владата на Македонија, Собранието на Македонија ќе избере нова преодна влада за спроведување на избори на пратеници, предводена од нов председател на влада, кој го номинира партијата со најголем број на пратеници во Собранието на Македонија. Спротивно на ова, според устав, мандатот за состав на новата влада треба да го добие партијата или пак коалицијата, што има најмногу пратеници во Собранието. Токму на ова се повикуваат и премиерот Ковачевски и спикерот Талат Џафери. Затоа што и денес и претходната влада е коалицијска влада. И ако го погледнете мандатот кој што го доделува председателот на државата, тој го доделува на коалиција, која што има 61 најмалку пратеник во Собранието. И така е мандатот се доделува на оние кои што имаат 61 пратеник. На слична линија е и Џафери, кој смета дека приоритет има уставот, кој во правниот поредок е над законот. Ако законот вели партијата со најголем број пратеници, согласно уставот, влада или премиер предлага коалицијата со најголем број пратеници. Значи, ако во законот за влада така пишува, уставот дава можност премиер да биде предложен од коалицијата која има 61 или повеќе пратеници. Инаку се погласно е мислењето дека ВМРО ДПМН и покрај тоа што се противи на назначувањето на Талат Џафери за премиер, сепак треба да учествува во техничката влада, пред се за да спречи евентуален изборен фалсификат. Учеството на ВМРО ДПМН во техничката влада може да влијае во спречување на евентуален изборен подкуп и изборен притисок кој може да го направи власта, што впрочем е и предвидено кога се формираше пржинската влада. Партијата во наредните неколку денови на седница на Централниот и Извршниот комитет треба да реши околу евентуално влегување во техничка влада.